различни од нив. И ќе бидеме различни од нив. Барам подршка да му покажеме на светот дека ова земја може да оди рамо до рамо со целиот развиен западен свет, затоа што можеме да работиме достоинствено и достоинствено да сработиме. Се работи за нашата Македонија. Ветувам овде пред Куманово. Просечна плата од 30.000 денари. Повраток на данок на додадена верност од 15%. Ветувам горди работници со работнички права, со силни синдикати. Ветувам достоинствени пензионери, кои што никогаш повеќе никој нема да ги лаже. Ветувам подршка на лицата со попреченост, на самохраните мајки. Ветувам подршка на социјално загрозените и угнетените. Ветувам подршка на враќање на парите назад кон граѓаните. До сите тие кои што се уште се неопределени, до сите тие што молчат, а слушнале, а виделе, а разбрале, а разбраа сите во Македонија. До јавната администрација, која што зима плата од државата. Платата не ја дава Груевски од мајка му Нада. Платата ја дава од граѓаните што плаќа даноци. Тие што чекат субвенции, социјални помошти, што имат дуќанче и се плашат од казни, имат погонче и се плашат од инспекции. Сакам да ги повикам јавно. Тие не се само државна администрација, приматели на субвенции, социјални помошти или не знам мали бизнисмени. Тие се и чеда на ова земја. Тие се и нечии родители. Тие се и нечии браќа и сестри. Тие имат исто врска како нас да се борат за нашата земја, за нивната земја, за нашата заедничка Македонија. И излезете и придружете се на овие плоштади, рамо до рамо, да се избориме за слобода, за демократија, за правда, за живот во нашата Македонија. Се бориме за демократски, фер, регуларни и кредибилни избори. Знаат дека губат. Можно е да се обидат со заплашувања, уценувања, закани или подплатување на гласачите. Не се борев 2 години џабе. Нашиот народ има да има слободно, најслободно гласање до сега. Мора да има слободно изразена волја. Секој што се заканува, што го уплашува, што го уценува, што го подкупува народот заради глас, одговара по закон од 3 до 5 години затвор. Затоа јавно им порачувам да не им падне на памет да ми го плашат народот, да ми го подкупуваат народот, да му се закануваат на нашиот народ. Оти, како што вика Ѓорги Иванов, по 11 доаѓа 12. А на 12 Груевски нема да е повеќе премиер. Заев ќе е премиер. Ќе се одговара со затворски казни.